Го започнуваме и ова издание на неделниот микс. Ви посакувам добре ни дојдовте и во оваа емисија посветена на културата со многу гости и многу теми и денеска. Во неделниот микс, почитувани гледачи, сакаме да ги славиме и да ги презентираме луѓето кои што прават хумани дела. Токму таков е и мојот следен гостин. Имено со неговата иницијатива Донирај компјутер, успеа досега да донираат 3500 компјутери. И не само компјутери, туку и различна техничка опрема. Секако со него ќе поразговараме во продолжение колку е всушност тешко и предизвикувачки, каков е целиот процес на донирање на компјутерите. Од Донирај компјутер иницијативата ни гостува Борче Стаменов. Добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Фала на покана. Како сте, Борче? Па добро е, супер е. Допатувавме од Кавадарци, специјално нели за емисија и да ја објасниме малце на вашите гледачи што значи да се донира, каква е таа култура на донирање и така. Тоа сето ќе го продискутираме, мислам, да во текот на емисија. Така, секако ќе им објасниме на гледачите, а и јас еве баш би сакала да знам. Како и да е, вие велите дека многу спонтано започнала иницијативата Донирај компјутер и не со ваква намера да расне како сега што е толку расширена и проширена. Па кажете ни како започнавте со Па да почнеме од иницијативата? тоа, од тоа дека сум вработен веќе 20 години, 21 година во една компанија во Кавадарци, кај што нели целата таа приказна започна. Ние имаме доста клиенти кои што ги одржаваме као наши муштери. И при купување на нова опрема знаат често пати знаат да ја остават застарената опрема кај нас во фирма. Ете, знаеш, као стилот правиш што сакаш со неа. За почеток имав некои практиканти, пошто ние као фирма одамна приемаме практиканти кои што кај нас кои изучуваат овој занает, да кажам. И ги користев тие компјутери за нели тие да вежбаат на нив и почна едно време да се збираат многу компјутери, значи тоа многу сега. Тоа е мала бројка од тоа што го имаме сега постигнато, но со околу 20-30 компјутери имаше во компанијата што мораше некако да се решат на некој начин. И баш во тоа време ни дојде и една самохрана мајка која што ете чисто побара дали имаме половен компјутер, нели немале пари да си купат. Си викам окей. Дојди утре, викам ќе ти средам нешто. Средова машинка некоја, значи од 3 правам 1 подобар, утре дента не иде, го носиме дома кај нив, едноставно кога нели одиш таму у таа трошна куќичка, гледаш такви тројца малишани како се радуваат на нечи отпад буквално. И самата идеја само кликна на нешто главата, имав викам имам 30 компјутери, зошто не направам нешто интересно со нив да ги дадам, за да се користат и понатаму затоа што не се уште зафрлани. И го пишав тоа цело на Facebook, као нели дечки имаме некоја идеја, викам, ама не е ништо посебно, знаеш, да направиме нешто такво и такво. Истиот ден се јави некоја фирма, донесува уште 17 компјутери и си викам, ај добро, ќе тереме до 100 ако можам да соберам и толку да прекинеме. Али еве, И толку се прошири. 8-9 години после тоа више гледаме дека не било само на тие 30-40 компјутери, него едноставно еве као иницијатива Донирај компјутер, барем ја така чувствувам дека било потребно. Апсолутно и ни сите овие години толку луѓе усрекивте, толку луѓе кои што не можат можеби да си дозволат, а сепак од друга страна сите ни имаме да кажам дома нели без разлика дали компјутери или некој технички апарат кој што повеќе не ни треба да не го фрламе туку така да го дадеме некому, тоа е навистина прекрасно. Так. Сега, Борче, кажете ни како изгледа, да кажам, реставрацијата на, ако може така да се каже, на еден компјутер. Поправката на еден компјутер. Овака, значи цел процес се одвива преку нашата фан страна што е направена на Facebook. Таму секој кој што има за донација нешто може да се пријави на самата страна и да нели да го достави тоа на некој начин до Кавадарци. Ние имаме таква среќа да голема компанија, значи од Кавадарци, технички гигант да не кажам, ни излезе во пресрет и сите своји простори, значи сите своји работилници, дучени што ги имаат продавници, ги стават на располагање на Донирај компјутер. Денес, значи после 3-4, мислам после 9 години, секој кој што сака да донира било каква опрема, значи од IT, дали тоа глувче, тастатура, штрафче, што и да е, може чисто да го остави во нивните салони, тие еднаш неделно ги собираат и ги носат до Кавадарци. Од таму наш тим значи ги презема тие компјутери и од тука почнува цела таа приказна за реставрација. Значи секој компјутер морам да спомнам дека е проверувам барем по 3-4 пати со надеж нели дека на крај ќе излезе нешто од него.
До сега имаме собрано околу 7000 компјутери, од кои што 3.500 више ги имаме поправени. Значи се прави основна диагностика за почеток, работи, не работи, исправни делови, делови кои што нели се застарени па треба да се заменат, комплетна диагностика, комплетна реставрација, на крајот се завршува цело тоа со инсталација на оперативен систем, потребни апликации кои што нели на семејството би му требале и као крајен продукт самото семејство добива функционален компјутер кој што нели е комплетен, тасатура, глувче, кој имаме звучници, даваме и звучници, отприлика така изгледа еден почетен ден, да не кажам, до нели компјутер. Така, и каде се имате однесено? Еве веќе одредени општини се веќе дигитализирани, како на пример Македонски Брод, Ѓорче Петров, Кочани. Како изгледаше процесот на дигитализација на овие општини и до каде се нормално останатите? Така, па види, според Министерство за образование, семејства кои што немаат уреди, мислам дека беа околу 40.000 на број. Тоа е една огромна бројка. За школи не можам да кажам, затоа што нели ги немам тие податоци. Ние као иницијатива успеавме нели 3.500 семејства да решиме и до сега имаме опремено 82 кабинети во училишта низ цела држава. Значи, 3 општини се буквално дигитализирани комплет од донери компјутер. Значи, тоа е иницијатива која што работи комплетно без пари, комплетно транспарентно со своите донации и ги прачи онаму кај што треба. Македонски Брод, Ѓорче Петров, нели Скопската општина и Кочани веќе мислам дека ни е при крај, затоа што таму се имат пријавено доста училишта. Едноставно немавме план ова да го правиме. Значи и уште работиме за план, без план. Значи и волонтерски сето тоа. Да. Цело тоа што го правиме е буквално без план, само едино што го планираме и што има смисла е што секој што се пријавил си има као редно бројче. Значи нема прескокнување, значи без разлика дали е од каде и што е. Едноставно правиме прескокнување која значи секогаш ни се на прва цел ни се самите семејства кои што нели треба да добијат компјутер. Ако има семејство, тогаш школата го тргаме настана, пошто нели као училиште може да почека, даваме на семејството. Да. И имате добиено многу признание и награди за вашата работа, апсолутно заслужено. Па знам дека ви пред да почне снимањето спомнавте дека нели ви значат наградите, но вие не работите за награди, туку волонтерски и од срце. Но сепак верувам дека тие признания и награди се сатисфакција и мотив да продолжите понатам. Јасно, да. Значи самите награди не ни се примерна цел. Значи ние у Донери компјутер не работиме за да добиеме награди. Наградите си идат сами по себе. Значи до сега имаме добиено околу, не знам, барем последниот пат кога погледнав над зидот со награди имаше околу 60-70 признанија, благодарници. Едно од тие по-големите награди е нели Мето Јовановски, која што е за унапредување на човековите права, нашата иницијатива создала баш токму за тоа. Друго што може да спомнаме е дека прогласен сум за европјанин на годината од страна на европската делегација што е у Скопје. Али сепак на крајот на денот најголема награда е тоа искрено благодарам од едно мало дете што буквално уште не разбира ништо. Ако мислам тие слики што одат у позадина се сите пратени кои од класови, кои од дечиња кои што добиле компјутер. Едноставно на тој начин нашле да се благодарат и поголема награда од тоа апсолутно. Каков е Борче тимот во Донирај компјутер? Колку луѓе се вклучени? Па тимот е огромен, да не кажам, цело време се менува, константни сме моменталниот тим, што е значи јас, Жике Коцев и Драган Ризов кои што работат во Скопскава канцеларија на Донирај компјутер. У Кавадарци тоа се Џоке и Гордана, а иначе имаме направено договор со нашето техничко училиште од Кавадарци Кирос Панџов Брков, од каде секојдневно доаѓаат на пракса по околу 10 ученици, така да на некој начин покрај тоа што Донирај компјутер е нели хуманитарна и мислам хумана иницијатива е и едукативна иницијатива која што на некој начин им дава правец на децата каде да одат, значи кај нас може да изучуваат тоа што е хардвер, софтвер, буквално се. Аха, значи не е само донирањето, туку и нешто друго. Не. Трет, не знам како да го наречам,
ставка, ставка кај што може да се најдеме е тоа дека сме зелена иницијатива. Значи цел тој отпад што останува на крајот од компјутери, од IT опрема што едноставно дотраала или расипана не се поправа. Имаме договор со компанија кој што обработува таков електронски отпад, го презимаат директно од кај нас и го уништуваат на прописан начин, со тоа што со тоа помагаме да и самата животна околина не се загадува. Да, што е многу важно. Сите тие три концепти што ги фанат се едноставно како викаат некоја една дигитална инклузија која што во светот се плаќа на дебело. Да. Тука ние имаме иницијатива што цело тоа го работи комплетно бесплатно. И веќе сте познати и надвор од Македонија, затоа што оваа иницијатива на овие простори е поретка, нема толку. Па имам барано, значи вакви слични иницијатива, секаде има почетоци и некои брзи краеви. Значи секој што почнал да се занимава со хуманитарна дејност и видел дека уствари нема доход од таму, нема примања, едноставно се откажал. Вакви иницијативи по светот се бројат на прсти. Значи ги има, не викам дека ги нема, али се многу малце. Нашево е доста специфично за тоа што ја го нарекувам како една општонародна акција. Да. Затоа што тоа што ме прашавте дали колку имаме волонтери, ние имаме милион волонтери. Значи цела држава не е волонтери. Еден од тие волонтери ни беше и екс-претседател од Стео Пендаровски, кој што на повеќе пати ни помогна, значи донации да се донесат од Скопје до Кавадарци со камиони, пошто имаме доста донации. Волонтери се, значи секој што донирал макар едно штрафче, значи се вклучил во таа иницијатива, така да имаме безброј волонтери. И многу ни е мило што потикнавме една таква лавина на позитивна енергија. И пошто се наоѓаме во емисија која што зборува за култура, ние успеавме културата на филантропијата, на донирањето да ги издегнеме на едно недостижно ниво. Па 3500 компјутери донирани е сериозна бројка за сите овие. Тоа е сериозна бројка као бројка, иначе тоа што не го гледаат луѓето тоа што е у позадина, значи тие 3500 компјутери треба прво да се земат, да се донесат до Кавадарци, да се проверат сите, да се поправат, да се средат и на крајот бесплатно да се испорачаат до секој што се пријавил кај нас на страна. А што велите и вие кога ќе се видат на смевката на малите деца па и на повозрасни луѓе кои што добиле компјутер? Точно. Не се опишува тоа, значи еве и тоа ме прашавте и претходно, едноставно не знам како да ви го опишам тоа чувство. Преубаво е. Треба да се доживее. Да, треба да дојдете таму, да биете еден месец, да гледате буквално се што се дешава, значи додека не се среди тој компјутер и на крајот кога го носиш и добиваш такво, еден пример можам да ви кажам, од студент кај што од Неготино, кај што дадовме компјутер, ми беше наред дечкото, му звонам и пошто е блиску, му викам добро, јас сум со кола, му викам можам до Неготино да дојдам Кавадарци, Неготино се 10 минути возња. И го носам компјутерот, се сретнавме негде на плоштад и знаеш така изнеја да ми вика добро, вика дојде, вика само да ми го донесеш компјутерот и до тука даде му, викам као успат си мина, знаеш. И те гушка така да буквално ти пукат сите коски што ги имаш, едноставно не знам, додека се враќав, знаеш кога си као у некоја состојба на безсознание, така возиш, ама си викаш Господе Боже што правиш. Да. Тоа е таа реакција. И ета спомнавме колку е важно меѓусебе да си помагаме. Некако ми се чини дека живееме во брзо темпо каде што индивидуализмот е пред се, да не речем и себичноста, а сепак не можеме едни без други и треба да си помагаме и токму иницијативата Донирај компјутер тоа го прави. Па колку спомнуваме постојано за хуманоста, но таа човечност која што ја имате вие и луѓето кога ги донирате компјутерите, кога ги поправате, колку е всушност важно да бидеме човечни пред се, да си помагаме едни со други? Па многу е важно. Ја например тој мој карактер што го имам сега што го опишувате, гледам да го пресликам на секој дете што дошло у Донирај компјутер, затоа што децата учат од мали нози. Значи оно денеска ако не учи дека цела таа радост, дека помагање на послабиот е нормална работа, а не е нешто, не знам. Едноставно да ги правам клонови од Боре, например. И тоа го имам приметено дека
повеќето, ако не 90% од тие деца го практикуваат и понатаму. Значи имаме дечиња што, мислам дечиња, не се деца, тоа се више средношколци кои што доаѓаат нели у Донер компјутер и се на школа и седам дома и ми се уклучува камерата у Донер компјутер и ги гледам дека они после школа фаќа 8, 9, 10 саатот, они уште си седат, едноставно пријатно име. Што поправаат компјутери, едноставно тоа му е као некој клуб, као дајте музика што беше на времето. Така му е Донер компјутер на тие деца што идат. И мислам дека е многу важно да имаат позитивни примери, да следат позитивни примери и примери со кои што нели и они самите можат без разлика што се толку млади да придонесат во општеството, затоа што мислам тука сме, тоа е Македонија, мислам ние сите живееме во неа. Ако сами не си направиме да нашите деца и тие деца што идат после нив живеат поквалитетен живот, имаат подобро образование со нели цело ова што го правиме, никоја страна нема да дојде да ни го среди тоа. Токму така, многу убаво кажано. Што следи понатаму? Имате ли некоја визија или се спонтано оставате да тече? Па не, како што реков, значи ние немаме план, затоа и постигнуваме толку многу. Тоа е моја полица која што се користам. Нема планови. Планот е како и секој ден. Повик за донации, значи секој што има дома компјутер, дека компанија физичко лице. Ако не му е потребен, ако му фаќа прашина дома, едноставно да го донира у најблиската продавница на Нептун, кај што ни се нели застапници. Тоа е. И вие ќе го превземете од таму? Они ги носат, значи Нептун ги избира од цела држава сите компјутери и со камион ги преземаат, ги оставаат у салон во Кавадарци, ние од таму си ги преземаме сами. И тоа е тоа, тие се повици што апели имаме која на пример не се занимаваме значи само со донација на компјутери, имаме донирано свашта мебел, сме донирали у мали групни домови за дечиња без родители тоа во Кавадарци. Доста често правиме наши иницијативи кај што нели читаме повици за лекување на некој по интернет, сами си правиме иницијативи, собираме, оставаме кутии, прибираме пари и тие после ги уплачуваме нели на самото семејство. До последно време имаме има луѓе кои што нели бараат помош за лекување. Ние кои имаме повише средства на сметка, мислам, верувате, немаме многу затоа што сме таква иницијатива што нели не ни сакаме да имаме многу пари, али кога имаме повише средства на сметка, не ги чуваме сметка за нели не дај Боже, него едноставно бираме некои повици од страната на Икрауд, тоа не знам сте го видели може портал еден, кој што нели помага на луѓе кои што се проверени, значи не е на било кој. И одбираме такви 3-4 лица и пуштаме износ кој што нели можеме да си го дозволиме колку што има на сметка. Така да Донер компјутер не е само една иницијатива кој што се собираат компјутери, се даваат компјутери, буквално гледаме да помагаме на секој начин што можеме и што знаеме. Така, и продолжете и понатаму, навистина, посакувам уште повеќе да се шири иницијативата и да си помагаме, како што споменав и претходно, едни со други. Тоа е најважно, мислам дека да. Ако сакаме да останеме како држава и како народ и како луѓе, едноставно мора да работиме заедно, затоа што ако сме поделени како што сме сега, не тераме. Ништо не правиме. Борче, вие сте и во IT сферата и професионално, нели, па како постигнувате се и обврски и приватно и обврски професионално? Вака, ја од кога почнав да работам Донер компјутер, си дадов некоја дисциплина или самата иницијатива ме научи да си оставам време за себе и за нели, за роднини, за пријатели, за тоа. Така да ја немам некоја разлика во животот по поглед дека сега сум презафатен. Работните обврски нормално ми се секогаш приоритет, затоа што нели и јас треба негде да земам плата и да јадам леп. Али и на самата фан страна која ќе дојдете пишува работно време дека почнува од 10 до 17 часот. Понекогаш нели кога ми е недосадно, едноставно кога имам време одговарам на тие пораки и после работното време, но секој пат пишувам да го почитуваат моето работно време, кај што можам ја да го почитувам туѓото работно време. Тоа е многу битна работа, затоа што има луѓе што има и неубави работи у цела оваа иницијатива. Знаеш, нашиот народ малце знае да разбере грешка и ми се имат јавува, например, у 3 саат по полноќ
дока им е компјутерот, например. Навистина? Да, има и такви. Мислам, малце се тие примери, ама ги има. И затоа секогаш кога пишувам статус или нешто, знаеш, секогаш завршувам тоа, почитувајте го туѓото работно време исто како да е ваше. Да. Значи и ние што помагаме, помагаме, али има, знаеш, тоа некоја граница кај што треба да застанеме и да речеме малце да одмориме. Така да и таа култура на комуникација сакаме да ја подигнеме на некој ниво кај што, нели, ќе ги воспитаме луѓето да бидат културни и на социјални мрежи без разлика што Тоа не се. апсолутно и вака во секојдневната комуникација, но и преку мрежите. Да, мора тоа. Една почетна ќусавна мора да постои. Борча, многу ви благодарам за ова гостување. Благодарам на покана и нормално останете у добро здравје. Ако имате добра машина, мислам било каква машина, слободно донирајте, ни ќе средиме и ќе зарадуите некој што не го познавате, што е многу битна работа. Ете, така, можеби некогаш ќе се направат и пријателства Секако, преку донирај компјутер, зошто да не, кога е за добро, кога е за убаво, секогаш има простор за добра мисла. Уште еднаш благодарам, а почитувани гледачи, ете Борча Стаменов од иницијативата Донирај компјутер беше дел од неделниот микс. Вие бидете тука, за кратко се враќаме.